Здраво на сите, само што завршив лайв трейдинг сесија со студентите и сакав одма да ви снимам едно видео, поготово заради тоа што доцна малце со weekly recap. Така да, ова видео ќе прокоментирам неколку главни работи што ги имам увидено последните неколку недели и при едноставно една самоанализа на моите трейдови и на мојот мајндсет, успеав да увидам неколку работи на кои што доколку ја и сите вие би се посветиле, во иднина би имале многу по-профитабилни трейдови и у исто време не би влегувале у трейдови што едноставно шансите за профит не се толку многу на ваша страна, уствари да избегнувате по-ризични трейдови. Така да, денеска имавме неколку трейдови, една Tesla, 2 на Microsoft, 2 на Nvidia, денот го завршивме у профит. Со тоа што ќе почнам сега од првите клучните работи, за да знаете како гледам на трейдањето у еден ден. Прво и најважно, како и на секоја лайв трейдинг сесија што зборам на почеток е клучни левели на SPY и QQQ. Значи, за пример, за да отвараме лонг позиции, односно позиции на акции што би оделе нагоре, важно е прво да ги утврдиме клучните левели на SPY, на S&P 500 и на QQQ, односно на Nasdaq, заради тоа што акциите кои ги тргуваме директно зависат од движењето на целата америчка берса. Така да видиме што имаме кај SPY. Кај SPY имаме демен зона, односно клучни левели 750-749,5 и тоа го збораме секогаш у маркет пред почнување со лайв трейдинг. Значи, доколку SPY трже сапорт левел тука, едноставно шансите се на наша страна за отварање на лонг позиции у акции што се наоѓаат исто на нивни добри сапорт левели, како што денеска беа Microsoft и Nvidia. Втората работа, QQQ, беше исто така добар. Тука имаме 718.7, имаме клучен левел, односно вчерашната највисока цена. И ботом што успеа да го задржи QQQ на 717,2, дека што у исто време имаме тука и SMA, а знаете дека и SMA исто така многу сериозен левел од дека што едноставно се одбива акцијата дали од доле или од горе. Со тоа што тука може да забележите дека имаме еден fake out за надоле. Значи имаме дроп, па имаме reclaim, па имаме втор ретест, едноставно продолжи целата берза нагоре. И сега со тоа, како го имаме, сега ќе се префрлиме прво на Microsoft, па на Nvidia и на крајот на Tesla, што имав еден мини трейд, тај беше уствари прв трейд на денот, ќе ви кажам зашо не бев едноставно немав голема верба у трейдот и ќе ви кажам причините за истото. Че додеме прво кај Microsoft. Само да зумирам. Што можеме да заклучиме тука кај Microsoft, ако го погледнеме чарт? Можете да видите дека има тука демен зона на 383 до 381. И што ни е на нас важно? Важно е ни да направи брейк и ретест на оваа целата зона, односно тука некаде. Сега, првиот брейк и ретест не успеав да го фатам. После наредно чекав да видам што ќе се случи, дали би го задржала. Тука имаме yesterday's low и у исто време имаме SMA, гледате дека има како со испрекинати портокалови тука. И сега, што е многу важно на овој дел? Значи, она веќе има отидено над демен зоната, меѓутоа, едноставно моментуму кога е на наша страна, рачунаме у исто време дека би задржала на наредниот левел. И сега, што беше најдобрата ситуација тука на Microsoft? Најдобрата ситуација беше како тука, значи да направи еден фейк, да спушта до доле, после брейк, па тука да задрже и на наредната свеќа, ваква полна, ова што е моментум кендл, да отвориме позицијата дека што и отворивме. Првиот трейд го отворив тука на Microsoft, што го затворив со некој минус 2,13% лос. Сега ќе ви кажам зашо. Заради тоа што не ја оставив доволно простор после надоле да задржи. Односно, немавме затворена цела свеќа над yesterday's low, што е 384, а ја отворив трейд. После тоа имавме надоле, па нагоре, па
тука малку учопи, SPY QQQ беа исто тука учопи зон, таква што ја викаме no trading zone, така да тука кога после оваа свеќе кога ми отиде црвената подоле од оваа, едноставно излезов у трейд со мал, од трейдот со мал лос. Сега тука имавме мешани како неурамнотежени зони. Ако Yesterday's Low и SMA беа тука, трейдот ќе беше многу повалиден и пример нашиот влез би бил тука, доле. Меѓутоа мораме да се приспособиме, не секогаш ќе имаме перфектна ситуација и вториот трейд на Microsoft беше многу поуспешен. Сега ќе ви кажам што се случи. Откако излезов тука на оваа свеќа, после чекав, тука кога задржав, кога почна да оде нагоре, после оваа свеќа кога направи брейк и тука имавме задршка една, втора задршка и после тоа ово беше апсолутно перфектниот влез над SMA, над VWAP, над EMA Cloud, гледате го тука, значи веќе фаќаме моментум и почна да полне свеќе. И од тука 1, 2, 3, 4 свеќе имавме у серија. Првиот профит мислам дека тука некаде го зема, вториот профит го. Ова беше толку многу брза што не успеав да ја земам на хай тука, ама тука некаде затворив, значи на претходен high of day. И целокупниот трейд некаде мислам дека беше околу, би бил некаде нето околу плюс 17-18% на Microsoft. Сега, Microsoft трейдот, доколку би имал повеќе контракти, ќе ги чував се додека Microsoft го држи овај моментум, односно EMA Cloud, значи да не падне под него, што се гледате дека моментално уште нема паднато. Едноставно после тоа можете да си цртате вакви мини левели. Значи првиот мини левел би бил тука, претходен high of day, тука. После наредниот двете свеки тука дека што се брейкнани, или ако го земете само бодито, значи тука имаме highs и lows дека имаме преклопувано. Како има да е тука некад. И сега, доколку тука затворе свеќа под овај мини левел и под EMA Cloud, едноставно тука може да се затварат ранерите, пошто моментумот ќе се сврте у надолна насока, па ќе ретестира тука или скроз доле, независно. Сакаме да држиме трейдови се додека моментумот е на наша страна, тоа е day trading. Сега гледате дека се боре за да врати и да го задржи овај левел. Овие левели се цртат, нели, отпосле зависното какви движења ни дава акцијата у реално време. Тоа беше првиот трейд. После тоа имавме Nvidia и тука имавме една многу интересна ситуација, пошто прво избрзав пред Nvidia дојде точно до нашиот take profit target при market high. Одлично. Сега погледнете Nvidia што има тука. Значи почнува у downtrend. Значи паѓа под целиот demand, под VWAP, под EMA Cloud. Едноставно не е акцијата на наша страна. Тоа што сакаме да го имаме ово. Значи на 15 минути. Ово е една од работите што ги имам увидено после анализата у последната недела. Значи на 15 минути сакаме да имаме ваква свеќа. Значи над клучен левел, што е demand zone, VWAP и EMA Cloud. Гледате, претходно се црвени. Тука имаме одбивање, Гледате колку ви се шансите пример на 15 минути да одбие од VWAP кога е у надолен тренд и обратно после, кога се сврте трендот нагоре, гледате. Одеме нагоре, враќа до доле, точно на клучен левел, EMA Cloud, VWAP и продолжува раст нагоре на акцијата. Сега, првиот трейд кога го отворив, беше тука некаде. И едноставно, трейдот го отворив со надеж дека трендот би се свртил назад. Ама што ни е важно на нас како трейдери? Важно ни е не е да имаме надеж, туку да ја читаме берзата у реално време. Значи, на нас ни е важно со break и retest стратегијата ово веќе да е пробиено, па ретестирано, па ние да влеземе. Како на пример тука, што беше и вториот трейд што ќе ви го објаснам малце покасно. Значи, тука отворив пред време и погледнете на 15 минути, на 5 минути исто. Значи имавме ваква тука fake candle, уште една fake candle. Гледате, едноставно не беше нај.
Кога повеќе работи се ускладени, автоматски шансата за профитабилен трейд е многу повисока. И ако се потрудиме да бидеме страпливи и да отвараме само овакви ситуации, нашиот win probability и win ratio ќе биде многу висок. Едноставно многу покомотно ќе се чувствувате кога ќе влезете у ваков чист трейд на execution, отколку тука доле кога не е уште сигурно нема затворена свеќа над VWAP, над EMA Cloud, над demand зоната и слично. И сега тука на 2 минути ако погледнеме првиот трейд дека што го имаме отворено, ќе му дојде само да видам. Ќе му дојде тука некаде 10:15 по америчко време. 10:15 по америчко време после оваа свеќе. Вака некако. Тука некаде го отвори трейд. И сега, да речеме дека тука, некаде од прилика тука беше. Тука ако сме го отворили трейдот, гледате после тоа што имаме. Паѓаме надоле, па имаме уште тука неконзистентност, оно пробува да го сврде трендот, да го смене карактерот, да задржи некој ботом, да ги флипне VWAP, EMA и слично, меѓутоа не е ускладено на сите три таймфрейма што ни се важни на нас. А тоа се 2 минути, 5 минути, 15 и 15 минути. Значи, ако не е јасно на 15 хајо што би бил на 15, односно овоа тука, би бил исто така еден reject zone, односно еден невидлив rejection ако за акцијата ако не ја погледнеме на голем таймфрейм, што уствари ово 206 тука, значи у 10:26. Еве, гледате? На 2 минути ќе ни одбие заради тоа што на 15 не е флипнан левел. И сега кога ги свртеме обратно сите работи. Значи тука излезов од трейдот заради тоа што исто ми беше како претходно, ако пропадне под VWAP, под EMA Cloud што го направи тука, едноставно дека ќе излезам од трейд пошто и е под demand зона и слично, може тука да има fake out и надоле скроз да спуште, стоп лосо ќе треба да го поместувам, ќе отидам у минус 30% наместо минус 10. Така да не би сакал да се ставам у таква ризична ситуација. Сега погледнете, ово е многу добар пример за да видиме како идеално би бил целиот трейд. Значи погледнете на 15 минути сега. На 15 минути тука со оваа свеќе прави флип. Тука треба екстремно толерантни и екстремно трапеливи да бидеме заради тоа што кога ги гледате акциите у реално време, цело време имате чувство дека ќе го испуштите трейд. Уствари, поентата не е да бркаме трейд, туку поентата е трейдот да дојде на нашиот сетап, како тука, например. Имаме флип на demand зоната, EMA Cloud, VWAP и ретестира тука точно на 206,33. Значи, ова е хирушка прецизност. На 15 минути гледате како изгледа тоа, 10:45. На 5 ако отвореме, еве, тука веќе стабилизира и веќе почнува да пумпа нагоре. На 2 минути ако отворим, тука беше трейд, може да го префрлам на другиот чарт, ќе видите, еве, со портокалово ми беше обележан. Погледнете каков даунтренд имаме, тука се боре со EMA, VWAP, demand, wiki candles, овие што ме избација од трейд уствари. Гледате? Оп, и тука дури и да не го фатеме овој движење, ово има може 85-90% probability of win rate, односно шанса за успешен трейд. Памп имаме, значи ово е класичен брейк. Тука имаме ретест. Погледнете ги свеките. Тука го зборев, значи овие 5-6 минути зборам дека ќе ја чекаме Nvidia, ако спајки ќе ми ги задржат левелите, дека ќе ја чекаме Nvidia тука на EMA Cloud и на 206,33 да ми ретестира. Кога? После оваа свеќе, у 10:40, после оваа свеќе, кога се врти тука назад, тука ми беше првиот влез, отворив само еден контракт. После тоа спушти, гледајте точно дека. И тука коментира, викам, дечки, сега ќе видиме дали ќе имаме зелена свеќе и дали ќе успее да го задржи 206,33, ако не, ќе излезем од трейд.
кога го почна да пумпа убаво и наредната свеќе кога не дозволи да падне под и EMA Cloud што ни го покажува short term моментумо на краток рок, кога задржа тука додадов уште еден контракт и веќе бев многу покомотен у целиот трейд со тоа што QQQ имаше тука еден момент дека што правеше fake out надоле, ама оставив простор пошто Nvidia се држеше дури и наредната свеќа, ова е свеќата дека што QQQ правеше проблеми, Nvidia успеа да задржи точно на 206.33. И после тоа имаме Pump 1, тука земав првиот профит. Pump 2, тука земав втор пат профит, тука е некаде плюс 17 мислам или плюс 20, тука е плюс 30, затворив го трейдо, два контракти, перфектен трейд. Тоа е тоа. И сега ќе ви покажам Тесла како изгледаше и дека отворив тука некаде, мислам дека еден од првите беше. Мислам дека тука имав на 390, вака имав 398. Мислам дека тука имав вака нацртано еден левел на Тесла. Сега ќе го зголем. Сега вака изгледа многу меси, меѓутоа тука некаде Тесла, што можеме да видиме? Дека има направено реклейм на EMA Cloud и на VWAP и неколку, значи тука има 5-6, скоро 10 минути како држе левел. Меѓутоа, прво, ово не е клучен левел, како на Nvidia и на Microsoft, што ви покажав претходно. Клучните левели на Тесла се доле и горе. Ама да го тргнеме тоа настрана. Значи, на мене, уште од анализата што ја правевме пред да отворе берзата со студентите, тоа што им го кажав беше дека ќе чекам Тесла да направи break и retest барем на SMA 20, ова е многу клучна работа кога се работи за day trading, и имаме тука pre-market high, значи на 400 левел плюс е, 400 јак психолошки левел. Гледате тука дека веќе има пробува да направи break, retest, не успева и па пропаѓа надоле. Ама, у овој момент веќе беше поминато пола сат од отварањето на берзата, коментиравме цело време, уште немав отворено трейд и им реков, окей, ќе отворам еден трейд со многу мала позиција за некои $100 само, што ќе ми биде целта да дојде до 20 SMA или да имаме моментум како ваква свеќе да имаме еден breakout нагоре и да земам профит, и тоа ќе биде тоа. Не ни ја даде у првиот момент кога ми пушти свеќа под VWAP, кога не го задржав VWAP, изазов од трейдо, и тоа е причината зашо не е добро, зашо е важно да се почитуваат. Прво, клучните левели на една акција може тука да биде previous day high, previous day low, pre-market high и слично, комбинирана со други левели. Втора работа, на 15, 5 и 2 минути да бидат синхронизирани, односно ако имаме uptrend на 2 минути, важно е да имаме uptrend и на 5, важно е да имаме uptrend и на 15, додека имаме задржување на клучен левел. И последната работа, SPY и QQQ исто да не бидат на клучен левел и у uptrend, а не да бидат чопи или меси нагоре или надоле. Сега, ова е анализата за денешните трейдови. Претходниот четврток имавме исто многу добар трейд на IWM, исто така перфектен, исто како Nvidia денеска, не дозволи, значи, свекичка да пипне подоле од клучен левел што го имаме поставено. Која е работата што имам приметено у теко на викендот додека правев анализа, што едноставно дојдов до реализација дека лошо ми влијае и имам доста големи загуби заради истото. Имаше на Palantir, вчера направив само еден трейд на Palantir. Не ме држете за збор, ќе ви давам еден пример независно од трейд. Значи, тука имам запишано од тетрадката, после losing trade дека едноставно само како чекам мало сигналче за сам да си докажам, добро гледав и првиот пат и одма ќе влезам втор пат у
losing trade како сам да си докажам дека сум бил управо првично. Тоа се вика confirmation bias и е многу голем проблем на човековата природа, за тие што студирате психологија најверојатно ја знаете таа проблематика, кога ние се убедуваме, се насочуваме да ги видиме само работите што се у наш прилог, само за да си докажеме дека сме биле управо првиот пат. И тоа обично, веќе ја сум бил у лос на еден трейд, вториот пат ќе го отворам истиот, што не е најдобар, само за да си докажам дека сум бил управо и првиот пат, и тоа обично ме води до дупол лос, или например, првиот трейд ако сум изгубил 50, сега ќе изгубам уште 50 или дупло од тоа, заради тоа што вториот пат сум едноставно многу посигурен у тоа што го правам. Знаете како изгледа тоа, најверојатно може да се сетите дека сте имале слична ситуација. И друга работа, комбинирана со првата, е тоа што форсирам лош трейд само заради тоа што немам доволно трпение. Например, денеска ако се гордијам нешто, е тоа што имав доволно трпение, значи некои 45 минути, освен трейдот на Тесла што беше со минимален влог, него ни рачунам за трейд, бев многу трпелив за да отворам трейд на Microsoft и на Nvidia, со тоа што првиот на Nvidia беше прерано, значи имам уште простор на трпението да поработам, ама чекав многу повеќе од колку обично што чекав. Што не води нетрпението? Значи, например, тука едноставно немам клучен левел, немам ништо, имам low of day на, да речеме, на Palantir, еве го, ова ни е low of day. И сега тука не го отварам, значи тука мислам дека сакав да ми отиде над VWAP и EMA Cloud. Вака некако беше. И сега, ќе ви го дадам, или тука беше reclaim. Мислам дека беше после оваа свеќе. Ќе треба да го проверам, ама независно од кој трейд го имам земено, ќе ви дам пример што е лош трейд според чартот тука што гледа. Значи имаме low of day тука да речеме, што прва рака не е ни добар левел. Значи левелот на Palantir не е тука, да се разбереме. И денеска се покажа тоа. Меѓутоа, тука паѓа и ја викам сега, окей, тука има шанса да направи reclaim. Што правам? Тука улавам на трейд, тука имаме SMA, овие испрекинатите линии 126.8. И ја викам сега тука на SMA, тука ќе задржи и памп ќе направи нагоре. И што ми се случува? Отварам да речеме тука кога веќе е точно на low of day, што е mini resistance, под EMA, под VWAP на 5.15 да не ни отварам 100% е у downtrend. Еве го. Ово е петок. Ово е downtrend. Тука е мешан. Зелена со фитил, па црвена надоле, чопи е тука. Окей. Се вратиме назад. Сега ме враќа чарто од денеска вчера. Сега гледајте, ја отварам тука, исто како претходниот трейд на Nvidia што ја кажав, што го анализирав, дека се надевам дека ќе го флипне. Флипе, нели дека пред време ќе влезам за да направи breakout. И тоа ми е најверојатно некоја навика што има створено претходно, што неколку успешни трейдови, можеби 2 од 10 или 2 од 20 ми се имат погодено и викам, окей, ја ги фаќам појако. Што едноставно не усклоп со мојата стратегија. Ако имам друга стратегија како reversal или divergence или bottom hunting, окей, најверојатно ќе гледам други индикатори, ама у никој случај не треба сега да си дозволам ако ми е break и retest стратегијата да отварам нешто што е скроз друго, што не е едноставно на моја страна или моја експертиза. Се што се случува тука. Да речеме ја дека тука отварам. Бам, доаѓаме до зид. Одбива, паѓа надоле, тука го затварам првиот трейд. И одма после тоа, пошто ова е weak candle, враќа назад и наредната почнува зелено, ја и наредната ја отварам. Викам, аха, не ми успеа претходниот, сега ќе ми успее. Па го отварам
и то тука некаде, оде до горе, враќа назад, па ми пропаѓа под левело, и како што спомнав претходно, левело не е ни толку многу добар и валиден за да се отварат трейдови денеска. Така да, сакав само илустративно да ви покажам еден пример како влегувам back to back у трейд заради тоа што не икем да прифанам дека првиот пат сум направил нешто лошо. Уствари не е лошо, туку едноставно погрешно и што не е по моја стратегија, ме е однесело до минус и сега втори пат за да си докажам сам на себе или на било кој, сега ќе влезам за да покажам дека ќе бев управо. Уствари целото тоа доаѓа од што ако испале сега трейдот нагоре, ја нема да се помирам со фактот дека имам излезено, уствари дека ми има фекнато. Така да има огромен психолошки момент целиот трейдинг, затоа ги снимам овие видеа, сакам да видите на што се работам, што се ми се движи у главата за додека стигнам да бидам стварно еден врвен трейдер. Така да тие се клучните работи. SPY QQQ 15, 5 и 2 минути да бидат урамнотежени, клучни левели заедно со VWAP и EMA, бреки и retest чист и верувајте дека ќе имате 8 од 10 успешни трейдови, ако успеете да бидете толку многу страпливи и да улавате у позиции со коректен сайзинг, односно со коректна големина на вашиот акаунт за да не ви прави стрес цело време. Така да тоа е тоа за овој weekly recap и се гледаме наредна недела. Чао!